Добро ви утро, добри луѓе, недела, убав ден, неделно утро, што значи треба да биде малку потивка, затоа што недела е единствениот ден кога ни е дозволено, а и препорачливо да поспиеме малку повеќе, но доколку сте веќе будни, ако немате што друго да правите освен да месите леп, зошто тогаш ова утро да не го поминеме заедно, секако заедно и со нашите гости. А од гости денес ќе бидат следниве. Прво ќе го запознаете Тино. Тино е младо момче, поточно млад фудбалер, од далечниот Нов Зеланд, но има македонско потекло. И Тино оваа година ќе се надпреварува за светското првенство во фудбал до 17 години. Нека му е со среќа. Освен тоа, овде во студиото ќе ни дојде Марија Лазич, нутриционистка, по повод постите, кои што започна во понеделникот на чист понеделник, како правилно да постиме без при тоа да му наштетиме на нашето здравје. Тоа е темата на која што ќе зборуваме со Марија. Освен Марија, овде во студиото ќе ни дојде и психолог е секогаш добре дојден, а денес со Деспина Стојановска ќе зборуваме за актуелните проблеми со кои што се соочуваат младите. И нам, возрастните, ни е тешко да се снајдеме во ова време-невреме, сигурно на младите тоа им паѓа уште потешко. Тоа накусо за нашите гости, а емисијата одлучивме да ја започнеме со нешто од рубриката на денешен ден. Поточно за денешен ден одвоивме на денешен ден е родена Роза Луксембург. Искрено се надевам дека нема некој кој што не знае која е Роза Луксембург и зошто е таа толку значајна, но еве доколку некој подзаборавил да се подсетиме, воедно ќе дојде како добра увертира за празникот што ни предстои, празникот на жената 8 март, а исто така новите генерации да знаат дека 8 март не е само ден на цвеќето. Роза Луксембург е една од најважните и најкреативните социјалистички писателки и марксистки воопшто. Родена на 5 март 1871 година, како петто најмладо дете во еврејско семејство во Замошче во Полска. Значајна улога во нејзиното детство имал нејзиниот татко, кој што многу рано се оддалечил од ортодоксното еврејство, па од него таа ги усвоила либералните идеи, интересот на меѓународната политика и задоволството во читање западна литература. Семејството Луксембург се преселило во Варшава, па Роза таму се образувала. Била одлична ученичка, но уште оттогаш нејзините професори ги забележале нејзините бунтовнички ставови. Веќе од 1886 година му се приклучила на пролетаријатот, илегална полска левичарска партија. Во 1889 година бега во Швајцарија, бидејќи и се заканувало апсење поради нејзините политички активности. Таму го продолжила своето образование на Универзитетот во Цирих, една од малкубројните институции кои примале и мажи и жени како рамноправни студенти, а таа студирала природни науки и политичка економија. Во 1898 година со склучувањето брак со германскиот работник Густав Либек добила и германско државјанство и се преселила во Берлин, каде што се зачленила во Социјалдемократската партија на Германија, тогаш една од водечките организации на социјалистите. Предвидувајќи ја војната, жестоко го напаѓала германскиот милитаризам и империализам, залагајќи се за општ штрајк за солидарност меѓу работниците и спречување на војната. Во 1893 година таа го основала гласилото Права на работниците како опозиција на националистичката политика на Полската социјалистичка партија, верувајќи дека само социјалистичка револуција во Германија, Австрија и Русија може да обезбеди независно постоење на Полска. По излегување од затворот во Варшава, каде што илегално заминала за да помогне во борбата за времето на Руската револуција. Се вратила во Германија, каде предавала марксизам и економија. Откако нејзината партија отворено ја поддржала војната во 1914 година. Луксембург, заедно со Клара Цеткин и Франц Мехринг, основала интернационална револуционерна фракција, што жестоко ја отфрлала поддршката за војната и се обидела да го предводи германскиот пролетаријат во општ штрајк против војната.
Роза Луксембург имала значајна улога во политичката историја, но имала и незаобиколен удел во идејата за рамноправност на мажите и жените. Себе си се гледала првенствено како личност, а не низ призмата на родот, етницитетот или инвалидитетот. Како дете таа се разболела и никогаш не закрепнала целосно, па куцала во текот на целиот живот. Имала храброст да влезе во светот на политиката, што се сметало за машка сфера, и да се избори за глас, да ги изложи своите ставови и идеи и да се залага за нив. Не ги признавала стереотипните улоги на жените во политичките организации. Секогаш се борела за видливост на политичката сцена и не признавала никакви ограничувања како последица на припадноста кон женскиот пол. Со своите дела настојувала да ги охрабри и другите жени да го следат нејзиниот пример. Луксембург сметала дека жените може да постигнат целосна слобода само преку социјалистичката револуција и елиминација на економското робување на институцијата семејство. Ги сметала жените, работничката класа, националните малцинства и саланите за маргинализирани општествени групи. Од многу аспекти Роза Луксембург била жена пред своето време. Вредностите, како што се правата на жените и работничките права, за кои што жестоко се борела, и ден денес се цели за кои што и понатаму се прават упорни обиди за тие целосно да се остварат. Роза Луксембург била убиена во Берлин во 1919 година, а нејзиното тело било пронајдено 4 месеци по погубувањето во берлинскиот канал Ландвер. Во наредните минути ќе имате можност да го запознаете Тино, младо момче, млад фудбалер од Нов Зеланд, кој што има македонско потекло. Ова година Тино ќе се надпреварува на светското првенство во фудбал до 17 години. Да му посакаме среќа на Тино. Сакам да ве запознавам со едно момче кое што е од Нов Зеланд, има 16 години, се вика Константино Тино Георгиовски. И веќе топката која што ја држам во рацете ви открива дека станува збор за еден млад фудбалер. Сега што прави всушност Тино во Македонија? Тино не само што е обичен фудбалер, туку е фудбалер кој што ќе настапува на светското првенство во Перу 2023 година за млади фудбалери до 17 години. Тино е во Македонија затоа што неговите родители се од Македонија и во 1997 година се селат во Нов Зеланд. Во 2019 година одлучуваат повторно да се вратат во Македонија. Зошто? Како се враќаат во Македонија? Секако ќе ни открие токму тој Тино кој што го имаме овде, но за почеток да видиме што умее со топката. Одлично, Тино. Благодарам многу што си овде со нас. Ајде да почнеме со тоа за почеток. Зошто не рагби, а фудбал? Па татко ми од мало дете ме почна да ме тренира со фудбал, мислам дека 4 години. И така почнав со фудбал. Фудбал почнуваш од 4 годишна возраст во Нов Зеланд, бидејќи си роден во Нов Зеланд. Што учиш таму од 4 годишна возраст? Менуваш повеќе фудбалски клубови. Како се учи таму фудбал? Прво со тато тренирав докај 6-7 години, па после тоа бев во академија таму, па после тоа во клуб и цело време така се ми. На 11 годишна возраст одиш на камп во Барселона. Тоа е, да речеме, еден голем чекор за тебе во фудбалската кариера. Што те носи овој летен камп, така? Таму бев ја 7 дена сам и секој ден по 2 пати трениравме, ги учевме на Барса, како се викаат Белгис на англиски. И со топка како се игра, пасуи, тие такви работи.
техниката и така. Тино, сега доаѓа клучниот момент. По завршувањето на овој камп, зошто се одлучивте да се вратите во Македонија? Ти си всушност од Нов Зеланд. Колку имаше прилика да доаѓаш во Македонија? Доаѓаш ли на гости во Македонија? Дојав неколку пати со моите. И да, зашто дојавме тука за фудбалот највеќе, да играм тука, за дека има подобар фудбал тука, сега и така. Подобар во смисол, подобро се учи овде? Ајде да направиме една споредба. Каде подобро се учи да се игра фудбал? Како се учи во Нов Зеланд да се игра фудбал, а како во Македонија? Има ли разлика? Па има голема разлика. Таму се повеќето од тренерите се као на децата родители, а тука се као професионални тренери. И така тука е полесно да се учи како да се игра фудбал. Во оваа прилика ќе им се заблагодариме на фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров, кои што ни го отстапија овој терен и овој простор за да го направиме ова снимање. Колку време си во овој фудбалски клуб? Па има 2 години сега скоро ќе напунем тука што дојдов. Задоволен ли си од тоа како напредуваш самиот ти? Да, презадоволен сум од тука. И како напредувам. Кои се твоите желби и амбиции за фудбалот? Дали имаш можеби некој план и желба да играш конкретно во некој тим? Па да, би сакал да играм во Премиер лига или Ла лига. Таму за или Барселона или за Сити. И така. Интересно е тоа што спомена во најавата, се подготвуваш за светско првенство. Сега, ти се подготвуваш за светско првенство за националниот тим на Нов Зеланд. Како? Како дојде до овој момент? Па со упорно работење и добри утакмици, за да го добиам повикот од Нов Зеланд. Кога го доби повикот? Претhodната година во ноември, мислам, така нешто. Што значи тоа? Како сега еден интернационалец се подготвува од тука за да се надпреварува за светско првенство во Перу оваа година? Еве да кажеме за гледачите, оваа година ноември месец ќе се одржува светското првенство во Перу. Сега течат тие подготовки, претпоставувам. Како се одвиваат во Македонија? Се подготвуваш или треба да одиш во Нов Зеланд? Јас тука се подготвувам со клубот. Си направивме припреми сега пред малце и сега ќе ни почне лигата во недела. Во недела започнувате со лигата и течат подготовките. Но претпоставувам ќе треба да заминеш некое време во Нов Зеланд пред да заминете во Перу или директно одиш во Перу. Како е тоа? Па не се знае тоа уште, ама мислам дека вајда ќе треба до Нов Зеланд да идам прво, да се видам со тимот и после тоа таму заедно сите ќе летаме за во Перу. Како изреагира кога дозна дека те одбрале? Па бев многу среќен. Среќен бев и не знаев што да кажам. Не можев да заспиам тој ден. Верувам дека посакуваш и покрај тоа што ти не си роден во Македонија, корењата ти се овде, имаш емоции и поврзаност со Македонија. Сакаш можеби некогаш Македонија да ја представуваш во боите на црвено-жолтите, така? Па да, би сакал еднаш за моите најаке и да. Затоа дојде во Македонија со цел да те забележат овде? Па мене не ми беше мене ми беше кој ќе ме викне прв за тој ќе игра. Сега Нов Зеланд ме викна прв. За тие ќе игра. Ако направиме споредба за навивачите, јас имам впечаток дека македонските навивачи се многу подобри, погласни, поемотивни на трибините. Што велиш ти, како е навивањето и поддршката од навивачите во Нов Зеланд наспроти македонските трибини? Кои се погласни трибини? Тука се 100% се погласни и подобри тука фановите. Таму не сум ги слушнал многу, пошто не сум бил долго време. Али тука да, многу се погласни и посветени на фудбал. Тино, ти недостасува ли Нов Зеланд? Конкретно од кој град ни доаѓаш? Чинам од градот на Едрата, така? Да, од Окланд и ми фали малце Нов Зеланд, таму имам доста другари и се дружиме таму многу, кога бев таму. И така. Таму заврши основно училиште. Верувам дека имаш и спомени. Доколку ете некој од нас сака да отиде во Окланд, што ќе ни препорачаш? Што има убаво во тој град?
Па има многу убаво. Има кули таму, мислам дека се викаат. И има плажи убави. Да, има и убави плажи. Може нешто да спомнеме за храната? Убава ли е храната? Се разликува ли храната многу од Македонија? Некако поблиску е до Америка, претпоставувам храната таму? Па да. Храната исто е таму различна од тука. Мене ми се свига повеќе таму храната искрено, пошто така сум научен од мал. И да. Одржуваш ли контакт со твоите пријатели, другарчиња од таму? Се допишувате, се гледате на камера, комуницираш со нив? Да, скоро секој ден си допишуваме, се слушаме на камера и така. Имаш ли поддршка од нив за фудбалот? Да, мене ме поддржуваат многу и кога им кажа дека добив повик од Муселан, беа многу среќни и така, повеќето споделуваа со сите и така. Во Македонија живееш од прилика 4 години. Каков е животот тука? Се навикнали? Стегнали тука пријателства? Да, тука се навикнав. Имам многу другари и тука. Тука е поразлично, пошто таму не можеш толку да искачаш, пошто построго и не искачат многу, ама тука за дружење е многу подобро. Повеќе пати ќе се видиш со другарите него таму. А сега си втора година, така каде учиш? Во Спортската академија за фудбалот, таму учам. Што значи тоа? Одбра да се запишеш таму, затоа што се замислуваш себе си како фудбалер, како тренер, што сакаш да бидеш ти? Сакаш буквално да влезеш сама во спортот? Да, само да бидам фудбалер и ако не дај Боже да не бидам фудбалер, да бидам нешто тренер со фудбал, да бидам поврзан. Тино, за крај само ќе ти посакам успех на светското првенство, каде што ќе се надпреваруваш со тимот на националниот тим на Нов Зеланд. Се надевам на убава титула која што ќе ја донесеш, како оваа што светка и поголема и посјајна, и посакувам успеси и ете, се надевам дека со овој разговор ќе ги отвориме очите на нашите овде во Македонија да го забележат твојот талент. Фала многу за поканата и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Нашата прва гостинка денес овде во студиото е Деспина Стојановска, психолог. Психолог секогаш не е добре дојден на сите, но денес ќе се насочиме на проблемите со кои што се соочуваат младите, актуелните проблеми. Деспина, добро утро. Добро утро. Живееме во едно време-невреме, би рекла, и иако вие психолозите не го сакате тој термин, но време во кој што ненормалното стана нормално и обратно. Веројатно никој не го сака тој термин, затоа што тешко е да се пофати некаков ред, а на нас луѓето ни е потребен токму тој ред за да можеме да ги планираме работите, да предвидиме успех, да предвидиме предизвици, препреки кои што би можеле да се случат и да бидеме однапред подготвени како и на кој начин да ги поминеме истите. Често пати се зборува за проблемите на тинејџерите, но сега актуелниве од надвор проблеми што им доаѓаат, изгледаат, поранешните изгледаат како детска игра во споредба со овие со кои што сега се соочуваат. Тинеџерите, училишните деца, значи и основците и средношколците со овие актуелни дојави за бомби, ми се чини дека се под силен удар во нивниот развој, во нивната возраст и прашање е само какви последици ќе остави целото ова невреме врз нив и воопшто врз општеството, бидејќи тие се нашата иднина. Ние инвестираме во нив, ги градиме како личности, како луѓе кои понатаму ќе бидат одговорни за сите потфати кои што ќе се прават на општествено ниво. Она што е како утеха на сите е тоа што ќе започнеме со бомбите, сосема нормално, кога велиме актуелни проблеми, кај децата прво нешто што ни паѓа на ум се бомбите. За среќа се лажни, но последиците предпоставувам дека не се лажни. Ќе започнеме, ајде прво од стресот, што го предизвикува самиот тој изговарање на зборот бомба, како тој влијае
врзнив? Стресот сега не е толку силен или толку изразен како на почетокот, кога се уште нели почнуваа сите тие дојави за бомби во неколку училишта, па почна бројот да се шири на училиштата. На вистина, стресот кој првично го доживуваа беше многу силен и интензивен, особено бидејќи нивните родители, односно ние како возрастни луѓе ја сваќаме сериозноста на тие дојави за бомби и што тоа би значило, нели, или што би можело да се случи. Што значи ние нашиот страх го префрлувавме секако, врзнив. секако, Проекција, така? Апсолутно секако. Имаше родители кои дури се консултираа за тоа дали да ги пуштат своите деца во училиште, да не нешто нели се случи. Меѓутоа и самата дојава, дури кога е лажна дојавата, предизвикува чувство на несигурност, чувство на неизвестност, нарушување на оној ритам на денот кој што претходно го споменав и отворање на едно празно време кое што кај адолесцентите, кај тинеџерите, кај училишните деца е проблематично да се случи. Зошто? Од една страна се бунат родителите кои што се со работни обврски, кои не може да ги згрижат своите деца во тој период. Од друга страна, кога на адолесцентот ќе му дадеме да не прави ништо со самиот себе, почнува да прави работи кои него му се нели занимливи и интересни, и тука е оној ризик дека ќе пофати нешто што може понатаму да носи последици. Терминот бомба како бомба на почеток делуваше многу пострашно. Ние имаме историски искуства за тоа какво разрушување имаат бомбите во тие историски периоди направено и ден денес се зборува за нив. Терминот е силен, моќен, но ми се чини дека и самата моќ на терминот бомба веќе почнува да згаснува. А дали е тоа можеби уште пострашно од она да се реагира уплашено на бомба? Што е пострашно, тоа или пак ова што трпнавме? Знаете што е најстрашно? Што се навикнавме? Приказната со волкот и јагнињата, нели, ќе имаме неколку пати лажно алармирање и потоа ако дојде вистинско, а ние не можеме да знаеме дали некогаш и кога би било, нели, ако се случи вистинско поставување на реално поставување на бомба. И последиците ќе бидат веројатно намалување на зголемување, извинете, на прагот на толеранција на таков тип на ударни вести или кога се губи сигурноста, како и на кој начин ќе реагираат. Јас имам тинеџерка која е 8 оделение и ми пишува порака на сред работа: "Мама, имаме бомба, може ли да одам во Сити Мол?" Што е трагично и комично истовремено. Ама е некој добар обранен механизам, така си нашла некој вентил. Децата бараат повторно начин како да се структурираат. Велам смешно е затоа што јас сум свесна за нивната потреба за дружење, за социјализирање, тоа е неопходно во овој период. Но од друга страна е трагично бидејќи кога процесот на образование е прекинат и ги оставаме сами да се справуваат во своите развојни задачи, оставаме празнина, голема празнина кај децата која понатаму ќе се рефлектира на некаков начин. Да, не е само што се прекинува секојдневието, туку особено тој континуитет во учење. Како после повторно да се создадат тие работни навики? Ми се чини дека тоа е една од суштинските потешкоти со кои што ќе се соочуваме, затоа што имам впечаток дека се губи желбата кај децата. Дека се губи таа мотивација, смислата кон постигнување на успех. Смислот е исто така. Сакам да кажам збор два за сигурноста, која што базично во нашите потреби во онаа пирамида на Маслов, позната меѓу психолозите, сигурноста има свое важно место, а тоа значи дека јас додека автентично, базично не се чувствувам сигурна, не можам да тргнам понатаму во другите активности и да преземам некои други цели во животот, затоа што нешто ми недостасува, исто како во основата се физиолошките потреби. Ако не сум наспана, ако не сум најадена, не сум се напила вода утрото, не можам да тргнам понатаму кон други реализирање на некаков план. Сигурноста кога е нарушена ги враќаме чекори назад. Впечатокот е дека светот оди чекори напред, дел од светот, за жал имаме и војна во овој период. Додека другите се движат напред, ние одиме назад.
Значи не само што не каскаме во место, туку и наназад се враќаме. Мојот впечаток е таков. Од една страна е сигурноста нарушена, од друга страна многу важен сегмент, а тоа е довербата. Како да се губи довербата и од страна на родителите кон државата, меѓутоа тоа истото повторно е пренесено и на децата. Тие немаат доверба, не знаат на кого може да веруваат. Знаете, да се случи еднаш, да се случи два пати, ќе се алармира целата веројатно држава, сите системи, сите институции ќе покренат нешто и ќе ја покажат моќта која што ја имаат за да ја смират таквата алармантна состојба. Овде имаме еден континуитет кој што немаат веројатно начин како да го надминат и во тој случај нормално дека се губи довербата. Кого да го слушаме? Дали Што значи, ако добро ве разбрав, како прво го чувствуваат веќе училиштето како небезбедно место? Нормално, да. Знаете Зашто како, не знаат што јас- ќе ги очекува денот. Освен тоа, она другото, проблемот со кој што обично, еве, и во контактиве емисии постојано се оптеретува возрастните, а тоа е недовербата во институциите, нешто со кое што децата не се занимавале до тогаш, сега веќе уште од мали нозе. Дали сето тоа заедно доведе до зголемување на отпорот кон училиште, што беше и претходно својствено за секој еден тинеџер, нели? Она бунтовничкото во него. Така е. Може би сега тинеџерите, адолесцентите не ја Младите, да не ја кажеме, да. не ја пројавуваат недовербата, они не зборуваат можеби активно за тоа, но во нивниот вредносен систем тоа отсуствува. Така што затоа велам во перспектива ова ќе биде токму таа недоверба ќе биде веројатно забележена и ние ги гледаме нивните амбиции за излегување од државата. Тоа е исто така нели неминовно е тука да се спомне недовербата. Сигурноста, недовербата, можностите кои што овде ги нудат. Прекинување на училишниот процес, она што ме прашавте конкретно, се радуваа на почетокот. Јас често работам со адолесценти и кога веќе овој последниот месец или после Нова година, да речеме, зборуваме на оваа тема, тагуваат во себе, односно сакаат да се врати оној ред. Што би рекла јас, кој што- нормалното, а вие што не сакате да го користите, така? Понормално е од ова. Ако може градација некоја да направиме, тоа е понормално од ова. Имено им недостасува тој ред во кој што треба да имаат собствен инпут, собствен влог, да покажат труд, да покажат седнување, учење, полагање, односно извршување на тие писмени тестови. Тоа не им е лесно, меѓутоа тоа суштински полесно може да го прифатат отколку ова. Им се досади. Веќе го гледаат како за фраканција, затоа и го спомнувам ова со City Mall. Не е единствена мојава ќерка, туку и многу други деца бараат начин како да бидат заедно, како да се поддржат во сето тоа, бидејќи отсуство на училишниот процес е сериозен проблем. Кога можеби сега се во малку поповолна позиција, би рекла, за тоа што тоа колективно се случува кај сите деца, па тие бараат начини да се организираат, меѓутоа кога се работи индивидуално нарушување на училишниот процес поради некое хронично заболување кај дете или поради ред други причини, да не зборувам, тогаш е многу последиците би биле многу потешки по детето, односно по неговата личност. Во отсуство на други решенија, веднаш го разбравме нели за решението да се премине повторно на онлайн настава и она што ме зачуди е што овој пат реакциите се многу пожестоки на онлайн наставата, поголем отпор и од страна на учениците и од страна на родителите, отколку што беше тогаш кога се воведе онлайн наставата. Зошто? Тогаш немавме на кого да се лутиме, искра. Тоа беше пандемија на светско ниво. Бевме во ситуација кога треба од целокупната состојба да го извлечеме најдоброто зло. Можното. Да, најмалото зло. Она што би можеле да го спроведеме. Сега сме лути, затоа што ова е нешто што не мора да се случува, ова е нешто што може да се спречи и очекуваме да се спречи. Пролонгирање на неспречување и непрекинување на тие дојави ствара една лутина која што не дозволува да ние се адаптираме на различни механизми, како например онлайн настава, да се адаптираме кон онлайн настава и да се помириме со тоа дека е некакво решение.
не е решение. Решението доаѓа од горе, односно решението доаѓа во спречување на ваквата состојба. Ми се чини дека добро успеав да направам паралела помеѓу ковид онлайн наставата и бомби онлайн наставата и верувам дека е тоа причината дека не се прифаќа, дека се луѓето лути, дека бараат решение, а не бараат решение на проблемот, а не бараат надминување на или потиснување на главниот проблем со нудење на онлайн настава. Од друга страна, мислам дека и самите ученици не се баш подготвени за онлайн настава, затоа што Ниту пак наставниците. Затоа што и самите се свесни, сега веќе се свесни колку изгубија тие година и пол, две, кога учеа онлайн, бидејќи сега веќе се 2 оделенија повеќе, 2 години нели плюс, и може да ги увидат недостатоците од нивното знаење во процесот на учење, за да може да го надградуваат знаењето. Може би не се свесни доволно да тоа вака го увидат кај себе, но сваќаат дека им е потешко да сега се адаптираат во настава во живо, токму поради тие пропусти во знаењето од претходно. Да, тоа се тие последици за кои што тогаш се зборуваше дека ќе има последици, но така еве е. сега после некое време вие особено во работа со младите луѓе може да ги увидите. Другиот проблем за кој што сакам да прозборуваме Деспина, иако не би сакала да го спомнам случајот, но со оглед на тоа што веќе сите се запознаени, тоа е случајот со 14 годишното девојче кој што во потрага по лајкови го изгуби својот живот. Тоа се социјалните медиуми. Ете, тоа е таа следна тема, кој што, иако не мора да бидат нужно зло, но еве до што се може да доведат. Сакам да ми го објасните која е таа потреба за лајкови. Дали е тоа некоја потреба за внимание, значи недостаток на внимание, дали е потреба за љубов, дали имаат недостаток на љубов, која е потребата? Адолесцентите или тинеџерите, според своите развојни задачи во психологијата кои што ги изучуваме и на кои што поттикнуваме нели да се случуваат, една од главните развојни задачи, вака народски кажано, едноставно кажано, и мојата професорка по развојна психологија тоа го зборуваше, беше многу занимливо, е адолесцентите да ги мерат улиците. Тоа значи дека тие растат во своето семејство, нели ги абсорбираат вредностите од сопственото семејство. Меѓутоа адолесценцијата веќе значи излегување од рамките на моето семејство, испитување на средината во која што живеам, споредба со другите мои врсници како тие живеат, преиспитување на нивните семејни вредности и воведување во својот вредносен систем на новини, на нови дозволи или можеби нови забрани, кои што понатаму нели ќе дозволат да детето изгради на своја автентична личност. Премен од микросветот дома во макросветот. Токму така, и тоа испитување е многу важно да се случува преку социјализацијата, нели целиот тој процес се одвива, бидејќи некаде околу крајот на адолесценцијата ќе треба да се направи дефинирање на личниот идентитет и интегритет. Тоа дефинирање имаме впечаток некој, нели дека понатаму ќе наводи во животот како возрасни луѓе. Токму во овој осетлив период, во чувствителен велам период кога се испитуваат себе си во рамки на средината во која што живееме, многу е важно каков фидбек ќе добиеме од средината. Имено, лајковите конкретно, еден лајк го активира центарот во мозокот за награда. Лајкот за нас значи награда, исто како да некој не пофалил, ни кажал колку сме вешти во нешто, колку сме значени и така натаму. Браво. Така? Браво. Токму така на помалите деца ќе им кажеме браво, а на поголемиве нели тинеџери еден лајк и колку повеќе лајкови има, толку повеќе се уважуваат себе си и толку повеќе се сметаат дека припаѓаат и дека се ценет и дека личниот статус, вредност во кругот на врсници или плюс минус некоја година, дека е значаен. Ми се чини дека недостасува позитивна подкрепа на тинеџерите, на адолесцентите, а тоа значи уважување на нивните вредности. Лично, лице во лице. Дали е тоа од семејството, од нивните родители, од старатели, од роднините, или пак меѓусебно, како да
како да немаат дозвола едни на други да си кажат леле, многу си убава денес. Многу се радувам што баш ти си ми најдобра другарка. Или многу се радувам што со тебе ќе одам вечерва во кино. Ми значи кога се дружиме, среќна сум кога ќе ми се јавиш или кога ќе излеземе да прошетаме. Тоа отсуствува. Децата не си даваат таков тип на фидбек едни со други. Што ми се чини дека децении наназад или генерации наназад тоа било. Немавме лајкови, па моравме лично тоа да си го кажуваме. Токму во таа потрага по потврда за себе, колку јас вредам, колку сум значајна, колку позитивни карактеристики имам, децата ќе бараат начин да бидат поразлични од другите, за да имаат повеќе, да речам, по издржан фидбек или повеќе повратни информации за тоа колку се добри. Ова е трагедија што се случи со девојчето, ова е жалосно, но истовремено за сите останати е апел дека треба со децата да се разговара, дека децата, адолесцентите се токму во тој процес на проверување на надворешните вредности, тие ќе проверуваат докаде може да поминат со нивните новини во нивното семејство, но претежно се изложени на карање, на казни, на навреди, на потценување на нивната вредност. Ако едно дете не добило петка, родителот нема да му каже многу ми се допаѓа како си денес облечена. Многу ми се допаѓа каков стил на облекување имаш. Туку ќе каже зашто си добила тројка, не учеше доволно и ќе почнат во оној циклус по негативна спрега, нели да се да го критикуваат на некој начин детето и тоа дете ќе бара други извори на потврда за тоа колку вреди. Велам, жалосно е, но е истовремено и апел да се разбудиме малку во тој поглед. Барајќи од друга страна некоја пофалба во потрага по тие лајкови, си има интернетот и друга, паричката си има и друга страничка, тука се сите оние напади, критики што исто ги добиваат, па и исмејување. Како со тоа да се носат тинеџерите? Она што јас го знам е дека говорот на омрза, еве да кажам со еден збор, што е тоа е директен атак на нивната самодоверба, на нивната слика за себе, ќе развие или агресија или повлекување. Агресија во смисла за да не е точно тоа што тој го кажува, јас морам да бидам помоќен и посилен од него. Тоа значи дека ќе извадам многу помоќно оружје, дали ќе биде вербално или невербално, тоа зависи од самото дете и од нели како и на кој начин е растено и што гледало дома. Или ќе оди во позиција јас вредам, ти не вредиш, јас сум плюс, ти си минус, па ќе тргне во напад, или ќе влезе во позиција на повлекување и ќе биде жртва на булинг. Кога се работи за социјалните мрежи, веројатноста е дека ќе извадат лажни профили за да може сепак на лична потреба на социјализирање. Тоа е дел од нашата природа, нели да сме во контакт, да социјализираме со другите луѓе. Можно е да креира лажен профил за да некаде го има, меѓутоа тој лажен виртуелен свет или виртуелен профил е сосема нешто различно од реалноста. Тие две слики кога ќе се спојат, повторно може да зборуваме за развој на патологија. И за крај, Деспина, како родителите да ги заштитат децата? Ова одговорете ми го и од аспект на психолог и како родител. Дали со контрола, дали со ограничување на присуството на тие социјални медиуми, дали со рестрикции, како? Не можеме да направиме целосна рестрикција. Ние често, не само јас, веројатно и многу други родители ги слушам дека тоа го зборуваат. Во наше време немаше ова, меѓутоа ова не е наше време. Не е наше време и тогаш не постоеше интернет, сега постои, да. Ова е нивно време и ние сме должни да го почитуваме нивното време. Покрај сите овие негативни аспекти кои социјалните мрежи или воопшто интернет светот ги носи, има и многу позитивни работи на кои што треба да се насочуваат децата. Би било добро да научат, знаете, не му вели на детето не се качувај по дрво, туку научи кое дрво е безбедно за качување. Треба да им помогнат, ако не можат тие, има стручни лица кои може да им помогнат како и на кој начин да се однесуваат на интернет светот, како да пребаруваат информации, како да ја преиспитуваат нивната вестинитост.
Тоа е велам едниот начин, не може да се направи рестрикција, бидејќи тие децата наши не зборуваат по телефон со сати, не излегуваат пред зграда да играат, туку тоа има начинот на комуникација, а неопходно е да социјализираат. Меѓутоа би рекла дека е потребно многу да се разговара. Впечатокот ми е дека не ги познаваме нашите деца, дека имаме отпор ние да го запознаеме нивното време. Имав скоро еден родител кој вика не може цело време игра игрици на телефон, не може да се допре до него. Викам како се обидувате вие да допрете до него? Па му кажувам ајде ќе одиме ова ќе правиме, веројатно нели му нуди многу атрактивни активности кои што тинеџерот ги одбива затоа што неговата активност во моментот е најзанимлива, најинтересна. Тогаш како треба да постапиме? Дали се обидовте да ја научите игрицата која што ја игра и да му пристапите преку неговиот канал на интерес, за да може да допрете до него. Ако успеете да воспоставите контакт преку било кој канал, тогаш ќе успеете со вашето дете да имате подобра комуникација. Кога велам зборување, не мислам на карање, не мислам на празни разговори од типот на дисциплина и слично, туку разбирање на потребите на децата, на суштината, на тоа што нив ги прави среќни, многу заеднички активности. И она што јас како родител се обидувам да го направам, не е лесно, без разлика што ете и го работам тоа и сум психолог и сум се едуцирала во системска семејна психотерапија, нели како семејството да го заштити оној член кој што има потешкоти со нешто. Не е лесно, поготово не ми е лесно, особено кога сакам да ги видам да читаат книги, да се образуваат нели на тој начин. Меѓутоа зборувам, ги истакнувам вредностите и гледам да секојдневно малку по малку се ја будам нивната амбиција, нивната страст кон животот, кон нови сознанија, кон насмевки, кон задоволства, кон среќа, па претпоставувам дека ако не можам на долгорочен пат, дека на тој краткорочен пат, барем ден за ден, тие ќе увидат нешто убаво. Ви благодарам многу, Деспина, на овие ваши совети, а ние сега да го слушнеме гласот на средношколците, поточно на нивниот представник Лука Павичевиќ од Унијата на средношколци за актуелните проблеми за кои што зборувавме и досега, за бомбите, за онлайн наставата и дали според средношколците тоа е идеалното решение. 5 месеци откако дојавите за бомби ги празнат училиштата. Паниката, стравот, нервозата кои што се создаваат кај учениците, родителите и вработените во овие образовни институции, нема кој да ги надомести за овие 5 изминати месеци. Но како е најпаметниот начин да се надомести изгубената настава, изгубениот материјал? Во продолжение ќе зборуваме со претседателот на Сојузот на средношколци Лука Павичевиќ. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Добро утро секој утро. Ви благодарам и за поканата секако. Лука, како вие се чувствувате лично и како вашето обкружување, вашите пријатели, другари се чувствуваат? Дали се чувствувате безбедно кога одите на училиште? Можам да кажам дека досега немаше некој прашање од безбедноста, туку ако можеме ако ја опишам состојбава со еден збор, ќе кажам се чувствуваме смачено. Односно сите се веќе уморни, навистина, прекуглава им е дојдено од целодневните и секојдневните дојави за бомби и од фактот дека од октомври, од крајот на октомври веќе, скоро секој ден во некој училишта се губи настава и не само тоа, туку се прави дисрупција на нормалниот начин на живот, бидејќи нели си има некаков план направено за тој работен ден, за тој наставен ден, за тие часови, па можеме некој планирал нешто да прави после училиште, сето тоа се пореметува од таа дојава со бомба. Видовме што се случи во судот во Подгорица, значи дека и безбедносната ситуација, мислам дека тоа прашање ќе се врати веќе во мислите и во подсвеста на луѓето, бидејќи може од таа навика веќе што ја сторивме за дојавите на бомби, за тоа да се скрие нешто што е навистина опасно за сите, како што беше нели случајот во Подгорица. Така што дефинитивно мислам дека доминираат три емоции, односно треба да го разделаме проблемот од три различни страни. Едната е секако образовната, другата е безбедността и третата е емотивната, односно колку сме ние подготвени да издржиме, да не се замориме од овие дојави со бомби, да продолжиме да живееме нормално, меѓутоа да ги имаме нужните безбедностни проверки.
Кажете ми, дали веќе е време да им ставиме недоволен на државните институции, недоволен еден, со оглед на тоа што волку долго време не се презема ништо? Мислам дека да, дефинитивно. Тие велат дека нешто преземаат, меѓутоа дејството од тие дела и од тие мерки ние не можеме да го видиме. Ниту учениците, ниту родителите, ниту професорите, ниту па пошироката јавност. Дури мислам дека ни директорите на средните училишта не ги гледаат резултатите од така нареченото работење, бидејќи верувам досега ако некој навистина се заангажирал за од октомври, сега сме веќе март, да ги најде. Има повеќе сторители, тоа ни е јасно, од повеќе електронски адреси се праќаат дојавите за бомби, меѓутоа 1% од нив да беше најден, а не само два случаја со жената во Скопје и со детето во Кавадарци, кои што можеби не се одговорните лица за овие дојави. Така што државата историски се основала и почнала да постои кога заедницата веќе станала преголема и морало да има институција, морало да има сила која што ќе воведе ред и мир и ќе се осигура дека има правда во таа заедница. Тоа е основната обврска на државата. Образование, здравство, култура, тие се подоцна наталожени на тоа државно портфолио, дури 19 па и 20 век, мислам. Толку е кратко нивното постоење. Основната улога на државата од почетокот на незиното постоење е да осигура безбедноста и животот на незините граѓани. Тоа не се случува. Тоа забележуваме дека не се случува, изгубивте многу материјал од наставата. Долг период е, спред вашите статистики кои што ги направивте неодамна, во првото полугодие околу 10 наставни единици, поправиме доколку грешам, ова е произволно земено во зависност од секој училиште различно во зависност од тоа каде имало дојава за бомба. Имате ли некакви нови статистики во меѓувреме направено, колку наставни единици се загубени? Може ли да додадеме нешто околу тоа? Па како што кажавте и вие, анализиравме дека од 26 октомври до 31 декември биле вкупно афектирани 10 недели од со дојавите на бомби. Во најлошите случаи во едно училиште се случувало да има 3 дојави за бомби неделно. Часовите по мајчин јазик, по македонски или во други средни, по албански и по турски јазик имаат застапеност од 4 часа неделно. Тоа им е фондот на часови. Во овие 10 недели, значи биле предвидени 40 часа, нели 4 по 10. Ако имало во тие 3 дена планирано час по македонски јазик и литература, а имало дојава за бомба, значи дека во најлошиот случај биле изгубени 30 од 40 часа. Тоа се 75% од наставниот материјал за второто тромесечие од првото полугодие. Дојавите за бомби продолжија во второто полугодие, жалам што ја немаме освежена статистиката моментално, меѓутоа за брзо време ќе освежиме, ќе направиме дополнителна анализа и ќе можеме повторно да излеземе со конкретна бројка колку од материјалот се губи и во второто полугодие од четвртата учебна година за мојата генерација средношколци. Лука, дојава за бомба не можеме да предвидиме, тоа е факт, но со оглед на тоа што кај нас стана секојдневие и некоја рутина, верувам дека вие како ученици и од основните училишта, ја што сум имала прилика да разговарам и да бидам во непосреден контакт со основци, велат дека и утре ќе има бомба. Веќе тоа природно доаѓа да се очекува дека ќе има бомба. Со оглед на тоа што е изгубена многу од наставата, не сакам да велам дека ќе биде изгубена, еве да не прејудицираме дека би било така и да не посакуваме, нели никој не посакува да има одново дојава за бомба, но како требаше, еве затоа ќе речам во минато време, како требаше да се постапи за ова настава да не ја загубите вие, односно да не изгубите материјал и односно повторно ќе речам како би требало да се постапи за дали сте за онлайн настава или не? Дали е тоа решението во вакви ситуации или можеби постои поинаков начин? Ако треба да одговорам со еден збор, ќе кажам дека Сојузот не е за онлайн настава и ова е континуиран став дури од самата пандемија, бидејќи ние бевме единствената организација во земјата која што се држеше до тој став дека треба да има комбинирана настава, бидејќи видовме всушност во времето на пандемијата дека онлайн наставата не е ефективна и дека навистина се губи многу голем дел од часовите во таа неефективност, но и во некои училишта дури не се ни одржуваше онлайн настава. Тоа мора да го кажеме и понатаму Македонија не е многу богата земја, а знаеме дека имаат семејства кои што не може да си дозволат да си купат дигитален уред, лаптоп или телефон или компјутер, не може да си дозволат сметки за струја, пристап до интернет, така што ова се поголеми проблеми кои што го доведуваат во прашање членот од уставот кој што го гарантира правото на образование за сите, тоа е наше уставно право. Но во ваквите ситуации тоа што требаше да биде направено е
да се најдат сторителите. Правосудниот систем се темели на одговорноста како начело и како принцип. Тоа значи дека ако некој стори кривично дело или има доволна индиција дека сторил кривично дело, преку правосудна постапка треба да се донесе до одговорност. Ние некако се навикнавме во нашата независност дека одговорност нема и дека секој може буквално да прави што сака без за тоа да биде казнет. Имаме веќе десетици луѓе кои што испраќаат дојави за бомби. Велам, ако се одстранство, повторно нашите државните оперативи се лимитирани. Државната моќ е за тоа лимитирана. Меѓутоа, ако доаѓаат од Македонија, од нашата територија, тогаш во тој случај државата и така треба да ги спроведе под одговорност и да ги казни, за да може да се одврати праќањето на понатамошни дојави на бомби. Едноставно не бидат инспирирани другите дека може да се праќаат лажни дојави за бомби, а при тоа да не бидат казнети. Гледаме каква опасност може да создаде и кај луѓето кои што веќе имаат некакви замисли за терористички дела, бидејќи во Подгорица некој цело време гледал дојави за бомби. Да, се инспирирал буквално и фрлил бомба на основниот суд, така што дефинитивно се создава проблем. За образованието конкретно првата работа што требаше да биде направена се најде кој ги прака тие да биде сносена одговорност за истите. Понатаму втората работа беше да се обезбедат физичките згради на училиштата за да може да има непречен наставен процес. Дали тоа ќе вклучува редовни проверки, па додека трае проверката за бомба, професорите и учениците бидат ставени на безбедна локација надвор од училиштето во некоја државна институција, таму да почекаат, која што е нели блиску до училиштето, и по проверката дека нема никаков експлозивен материјал, да се вратат нормално на часови, а втората смена, односно нели првата смена да се пролонгираат за саат, два, колку ќе им биде потребно да се изврши таа проверка. Или пак да се обезбеди 24 часовно обезбедување на училиштата. Знаеме дека тоа не е пријатно никому, не сме навикнати нели на такви ситуации, меѓутоа има држави кои што имаат многу похронични проблеми со безбедноста на училиштата, конкретно Соединетите американски држави, каде што тоа е веќе станато секојдневие. Никој не посакува тоа да биде и тука во Македонија, но ако веќе таква е ситуацијата, апсолутно е дека безбедноста и правото на образованието треба да бидат ставени на еден соодветен пиедестал. И веќе ако овие две работи не можеа да бидат, нели пошто говориме во минато време ако се уште трае, ако не можеа да бидат обезбедени, тек тогаш требаше да се размислува за онлайн настава како замена на наставниот процес во училиштата каде што ќе има дојава за бомба, бидејќи нели нема онлайн настава на територија на целата држава, туку има само во училиштата кои што се афектирани дојавите за бомби, претежно во главниот град на Македонија. Оглед на тоа што околу онлайн наставата од сите страни веќе слушаме дека не се согласни. Не сум ни чула некој дека се согласува, можеби се ретки тие кои што би рекле дека е во ред онлайн наставата. Дури и министерот за образование нели се изјасни дека смета дека не е добра опција. Дали вие како сојуз некако се конектиравте со нив, изнесовте црно на бело ваши предлози и ставови, како вие како ученици сакате да се однесуваат со вас во вакви ситуации? Многу ми е мило што пред се јавното мислење е веќе дефинирано дека е против онлайн наставата, меѓутоа за жал морам да кажам дека тоа е многу доцен заклучок, бидејќи ние од секогаш предупредувавме и говоревме за нејзината неефективност. Добро е што се освестивме, меѓутоа доцна се сетивме. Што се однесува до предлозите и министерството, да, имаме комуникација со МОН и преку јавноста и преку нели официјалните канали на комуникација и кажуваме тоа што го кажуваме во јавноста, го кажуваме и ним, дека најпрвен треба да има обезбедување на зградите на училиштата и нормален наставен процес, понатаму да се размислува за онлайн настава како дополнителна настава да се надополни тоа што беше загубено во првото полугодие. Сега не знаевме за тоа што се случило во Подгорица. Повторно ќе кажам, не дај Боже таква состојба да имаме и кај нас во Македонија. Спремни сме да ја прифатиме онлайн наставата, меѓутоа само по тие околности. Досега, фала Богу, не сме се довели до ситуација да имаме нели вистинска бомба во училиштата. И повторно ќе кажам, не гледам зошто досега не можевме да ги запреме дојавите и не можеме, пак користам прво лице множина, меѓутоа за целата држава и општество, не можевме да ги обезбедиме училиштата на едно достојно и пристојно ниво. И за самиот крај, од 2021 година си на кормилото на Сојузот на средношколци и тогаш имаше
прекини на наставата поради пандемијата. Тогаш се соочи со предизвичишта од самиот старт кога застана на чело. Имаше програма со која што се представи, убави планови, имав можност да ја прочитам. Успеа ли да изреализираш нешто од програмата и дали овие дојави за бомби ти попречуваат во реализирањето на твоите планови за подобар живот на учениците во Македонија? Апсолутно дека го попречуваат и дека се немели случаи, бидејќи наместо да се фокусираме на тоа како да го надоградиме образованието, ние гледаме дека всушност губиме нормален наставен процес кој што треба да биде континуиран и да нема прекини. Повторно ќе кажам, мило ми е што успеавме со давите на бомби да покажеме дека како организација сме навистина принципиелни и дека сме против кој било прекин на наставниот процес, било тоа пандемија, било штрајк, било продолжување на зимски распуст или продолжување на почетокот на учебната година, бидејќи тоа е став кој што ние искрено го делиме како Сојуз за средношколци. Во однос на програмата, првиот приоритет успеавме да го изреализираме, тоа е да ги вратиме учениците конечно во ученичките клупи, иако и тоа е некако лабаво, успеавме тоа да го направиме. Не е по ваша вина лабаво. Да. Другите два приоритети кои што беа, односно Законот за средношколска демократија и Законот за бесплатен и праведен превоз за сите средношколци, од наша страна ги напишавме, ги дадовме на собранието кој што треба да ги разгледа и повторно ќе апелираме и очекуваме тие да бидат донесени до крајот на оваа учебна година, бидејќи ние како Сојуз самите ги напишавме тие законски текстови, тие се подготвени политики кои што можат уште од утре да бидат имплементирани. Моментално работиме и на шестиот програмски приоритет, кој што е всушност воведување на граѓанско и финансиско образование во средното образование. Имаме интерна работна група која што подготвува еден многу детален и рафиниран предлог. Во јавноста ја промовиравме идејата за општествено-хуманистичка и за јазична гимназија. Не верувам тие да може да бидат отворени до јуни, но добро да се пласира идеја во јавноста. За менталното здравје спомнав дека имаме веќе активности планирано. За жал остана една точка која што е горливо прашање на македонскиот образовен систем, а тоа е нереалноста на оценките, односно не секоја оценка е заслужена, имаме корупција во самото образование, така што ќе остане на следниот претседател или претседателка да го решаваат и тој проблем. Благодарам. Ви благодарам и вам. Во понеделникот со чистиот понеделник започна великденските пости. Тие ќе траат 7 недели се до Великден. Како правилно да постиме, а да не му наштетиме на нашето здравје е прашање на кој што одговор денес ќе добиеме од нашата гостинка, нутриционистка Марија Лазич. Марија, добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата за денешното гостување. Па мислам дека е битна тема. Да. И секако се добродојдени и советите, особено од нутриционист. Постите се нешто што не ги измислил нутриционист, туку самиот народ. Па на самиот почеток од оправданоста на постите, затоа што и народот без никакво медицинско познавање во минатото чувствувал некоја потреба за нив. Значи, великденскиот пост е најстрогата форма на постење. Тоа значи воздржување телесно, меѓутоа и духовно. Значи, првенствено се дава предност на духовното пред телесното. Тоа не значи само она што е во нашата чинија, туку и она што е во нашиот ум. Телесното постење значи воздржување од се она што е од животинско потекло. Значи, намирници кои што ни се забранети, тоа се месото и месните производи, јајцата, млекото, млечните производи и секако оние љубители кои што си се на брзата храна, што ние секако не ја одобруваме, мора да се воздржат и од брзата храна. Храна која што треба да се користи за време на постот, тоа се намирници од растително потекло. Сега намирници имаме ние многу, значи може да се подготват многу вкусни јадења, така да нема потреба од оној стереотип дека ќе има недостаток на храна или нема да имаме што да јадеме за време на постовите. Да, овој великденскиот пост доаѓа по зимскиот период, кога, мора да си признаеме, те поради студеното време, те денот е поукус и врти случаи постојано сме си пред фрижидерот. Што значи неминовно некој килце се става. Дали може би тука лежи причината токму за овој великденски пост?
Најголемата грешка е оние луѓе кои што мислат дека нели постот ние ќе пустиме за да За да слабееме. слабиме, Да, значи тука е најголемата грешка, не се пусти за да се услабе, туку се пусти за да се зајакнеме духовно. Постот само не учи на на умерена исхрана доколку сме имале нели зависи од претходниот начин на живот, значи не учи да малце јадеме поумерено. Најчесто доаѓа и до поправање, односно зголемување на телесната тежина заради тоа што се јадат повеќе јаглехидрати, односно се конзумира многу скроб. Со други зборови, ако ни е главната причина цел да ослабиме, да не ги користиме постите. Постовите не се користат за тоа. слабење. Тоа е Да. навистина верски, ова е најголемиот верски пост и пред се духовно. Значи ние се чистиме духовно и потоа и телесно. Ако земеме пример, еве, постарите наши бабите, дедовците, они во исхраната најчесто користеле лепи маст, црвен пипер, чварки со прас и леп шеќер, вода, нели на дамнешно време, и за нив и како во тоа време немало период на детоксикација на организмот, и за нив и како постовите доаѓаат еден вид на чистење од маснотите, кој што навистина ни е потребно во текот на годината да се изчистиме од мастите. Иако мастите даваат 2 пати повеќе енергија од јаглехидратите, значи кога се абстинира, кога не се внесуваат јаглехидрати во нашиот организам, автоматски енергијата телото ја црпи од мастите. Така настанува тоа топење на масти или слабење, но тоа е само во оној случај кога не се внесуваат јаглехидрати. Во овој случај ние мораме да јадеме јаглехидрати заради тоа што единствено што ни останува тоа е растителната храна, што значи дека пустот е далеку од тоа дека ние ќе ослабеме. Меѓутоа, ако правилно се искомбинираат намирниците, да, може и да се услабе и може да се добие и повеќе на енергија. Бидејќи споменавте детоксикација, дали може би со современ речник постот всушност е детокс на организмот, Да, така? во старото време постот им доаѓа детокс. Во денешно време ние имаме детоксикација која што се практикува 2 или 3 пати во годината, и така да нас не е тоа веќе познато, е еден вид помодерно време, и така да ние у денешно време за да слабееме или да го изчистиме телото, не мораме да ги чекаме постовите. Значи постовите не треба да ни бидат оправдание за тоа дека ние треба да си го изчистиме телото од маснути или да се префрлиме на поздрава храна, туку периодот на детоксикација, кој што мислам дека и го разговаравме во вашата емисија, дека треба да се искористи детоксикацијата 2 до 3 пати во годината за да се изчисти телото. Она што сакам да им го кажам, уште ова, тоа е многу битно за време на постовите е да се пред првиот оброк да се користат топли напитоци, чаеви, супи, компоти, бидејќи позитивно влијаат на самата перисталтика на цревата, заради тоа што постењето вклучува не само сготвена храна, него вклучува и сирова храна, и имаме постови кои што се нели многу строги, кои што постат и самите монаси, во тој случај има денови кога се и само на вода или не јадат ништо. Различните религии имаат различни постови, дури и во рамките на една религија има повеќе различни постови. Се конкретно за великденските, кога би се прашале нутриционистите, кога вие би ги пишувале постите, што би додале, што би одзеле, што е корисно, што не е корисно? Значи, вака. Оно што ни е најбитно за правилен внес на сите хранливи материи, треба деневно да внесуваме јаглехидрати, протеини, односно белковини, масти, витамини, минерали, кои што секако ги имаме во зеленчукот и во салатите. Во овој случај, кога пустиме, ние не конзумираме доволно белковини. Белковините и нивните единици, односно аминокиселините, се најважни, се
столбот подпората на сите наши клетки, органи, мускули, кожа, коса, срцето и мозокот. Значи тие ни се неопходни. Во исхраната треба да бидат застапени негде од прилика 15 до 20% на еден базален метаболизам, значи кој што не е физички многу активен. Меѓутоа, белковините ни се делат во две категории: белковини од животинско потекло и белковини од растително потекло. Белковините од животинско потекло ни се поискористливи неголи белковините од растително потекло. Меѓутоа, во овој случај ние не можеме да ги внесеме заради тоа што пустиме. Акцент треба да се даде на белковините од растително потекло. Односно, не сме да се избегнува таа храна и во тој случај ние не би јаделе само јаглехидрати и не би се поправиле, него би ги вклучиле и намирниците кои што имаат белковини. Тоа се, значи, граф, леќа, хелда, киноа, соја, тофу сирење, семки од тиква, јаткасти плодови, ореви, семки од лен и така натака. Сега, јаткастото овошје и семките. Иако се они толку мали, многу се битни во нашата исхрана, бидејќи освен што се богати со витамини и минерали, они имаат и добар изврсен на белковини. Меѓутоа, во себе содржат и есенцијални омега-3 киселини, мононезаситени киселини, фитостероли, односно, на еден народен јазик да кажам, се чувари на здравјето на срцето, за да знаат гледачите, и на мозокот. Во себе содржат и алфа-линоленската киселина, позната ала, која заедно со омега-3 масните киселини е оној клучен фактор кој што го чува целокупното нашето здравје. Самата ала киселина ја има најмногу во оревите и во семките од лен. Сега, јаткастите плодови, само што ова да кажам, извини, јаткастите плодови се одлични се бидејќи го намалуваат гладот. Значи, ако почувствуваме глад, одлични се, брзо се иако некои ситуваат. се издевелуваат, сепак има чувство дека постојано се гладни. Така, за да го сузбиеме оној глад кој што ни се јавува измеѓу обруците, може да се јадат по неколку јатки, значи да не се претера со количината 100-200 грама, него навистина по 3-4 јатки се сосема доволни. Можат, бидејќи они го зголемуваат и нивото на енергија во нашиот организам и го контролираат нивото на шикерот во крвта. Може да се додадат врз салатите и може да се додадат во житарки, овесни каши, значи зависи кој што за појадок или за вечера. Интересно е исто наутот или слануток. Тој содржи прехранбени влакна кои што го одржуваат нашиот дигестивен систем, односно го подпомагаат варењето на самата храна. Содржат фолна киселина, триптофан кој што го регулира сонот и во себе содржат белковини. Во 150 грама варен наут ние имаме негде 14,9 грама белковини, што е сосем доволно за еден оброк. Исто и наутот, значи, може да се искористи како каша, супа од наут, може да се искористи како салата или грчка салата со наут и може да се прават оние фалафел, познатите кјуфтиња од наут. Тофу сирењето се прави од семки од соја, тие се потопуваат со вода и се добива сојно млеко. Во нив се става, секогаш се додава соединение кое што ќе направи од него сирење. Најчесто доаѓа во цврста мека состојба и во свилено тофу се вика. Свиленото тофу се користи, се наоѓа со ниска масленост и се користи за замена за млеко, јогурт, павлак. Значи, ако ги земеме сите работи, ние навистина имаме што да јадеме и што да замениме. Значи, за се горе-долу има замена, сакате да кажете. Но, еве, сепак, нашите организми се навикнати на месни, на млечни производи. Дали сепак наглото прекинување промена, зашто преку ноќ доаѓа одеднаш оваа промена, дали тоа некој своевиден шок за организмот?
Не е шок за организмот, бидејќи периодично секој организам бара еден вид чистење. Така да нема да му дојде шок ако направиме замена за животинските протеини. Меѓутоа, тие навистина треба да бидат во доволна количина, заради тоа што не само белковините, меѓутоа потребни ни се аминокиселините, потребни ни се омега-3 киселините, потребни ни се сите витамини, за да може телото да се одржува во здрава форма, за да можеме да функционираме, да идеме на работа, да имаме енергија, а при тоа пустиме, внесуваме помала количина и храна и месото. Киноата е исто така одлична житарка, меѓу сите житарки, која што изобилува со белковини. Она е единствен на житарка од растително потекло која ги има сите 9 аминокиселини. Она е одличен избор за веганите и вегетаријанците. Они најчесто не јадат ни месо, ни млечни производи, ни продукти од месо. Така да генерално тој период од 7 недели, со тоа што нели строг пост е првата недела и последната недела, и во тој случај мислам дека нема да има проблем, дефицит голем организмот ако правилно се искомбинираат. Во никој случај ќе им дојде како детокс, меѓутоа треба да внимаваат кога ќе заврши постот да не се наблегува веднаш со премногу масна храна, премногу масно месо, премногу голема количина на месо, значи не. Треба да се иде постепено. Подготовка си. Сакам само да ви запрашам за оние најчестите работи што се користат за време на постот кај нас, а тоа се компирот, оризот и лебот. Да, така леп се користи груп. Компирот и оризот може да биде интегрален ориз, зашто? Затоа што имаме повеќе растителни влакна во него, значи секогаш треба да се бира она исхрана која што има многу повеќе влакна, затоа што таа и помага на самата дигестија. Скробот, како што кажав, не ни е толку потребен, да, може да имаме по еден оброк и дури јас не би им препорачала да се тоа јаде секојдневно ориз и да се секојдневно јаде компир, бидејќи имаме житарки, имаме премногу зеленчук кој што може да се користи и обарен и свеж, значи имаме тиквици, имаме мудар домат. Имаме грашок кој што исто така има и белковини, и грашокот ги содржи сите можни Б витамини кои што се неопходни за одржување на самите витамини, минерали, јаглехидрати, протеини и масти. Што е со количините? Претпоставувам дека и со нив треба да се намали, така? Да, значи количински се јадат почести оброци, бидејќи сето тоа, зеленчукот се е тоа нискокалорично, ако земеме, и тоа е нешто што ќе го држи човекот, секој човек ќе го држи 2,5-3 часа, сепак тука зависи од самиот метаболизам, некој има побрз, некој има побавен, меѓутоа генерално 3 часа ќе држи ситост, освен на аутот кој што држи поголема ситост, така да треба да се имаат почести оброци, да се пијат доволна количина на течности и на вода. Што значи доволна количина? Тоа значи од прилика негде 2-2,5 литри треба секој човек да испие во текот на денот. За вода зборуваме. Зборуваме за вода, треба да имаме течности 2-2,5 литри во себе, со тоа што вода ослободуваат и самите процеси кои што се одржуваат во нашиот организам. Вода имаме и во кафето, значи вода имаме и во чајот. Затоа треба внимателно да се искалкулираат самите течности. Значи доколку се користи потечна храна, а треба да се користи за време на пусто, да не биде само на сува храна, значи количината на водата негде иде литро и пол. Доколку е потечна исхрана. За честите на просечен човек. За честите оброци вие нутриционистите и онака препорачувате 5-6 оброка дневно. Сега дали треба уште почести од тоа да бидат? Не. Зависи, значи, не. Најчести оброци имаат оние кои што имаат инсулинска резистенција и за нив најдобро е да имаат оброци, повеќе оброци со житарките, најчесто со хилдата, она е најдобра за диабетичарите и е житарка која што може да ја користат и лицата кои што боледуваат од целијакија. Значи, да, она е
влијае врз здравјето на човекот и врз целиот дигестивен систем. Така да они може да ја користат и 2 оброци во текот на денот со хилјада, да речеме појадок и вечера, со тоа што треба да имаат две ужинки минимум, може и 3, се зависи од тоа во кој период на денот се легнуваат. Колку е по-касно или поголем периодот, тука се зголемуваат и оброците. Просечен човек, да кажеме, без никакви заболувања, 4 до 5 оброци во денот се сасвим доволни, бидејќи имаме и течности кои што треба да се испијат. Некои постат има денови каде што се само на вода. Да. Тоа се најчесто... Го препорачувате тоа? Тоа е многу тешко издржливо, премногу тешко издржливо, така постат монасите, тоа се многу строги постови, великденски постови, меѓутоа постат само они, така. Со тоа што првиот ден, значи, се чисти организмот од отровите од храната, веќе вториот ден, значи, се појавува она чувство на глад и потребата од храна, и веќе третиот ден, значи, се губи целата снага, меѓутоа се осеќаат полесно. Она што е битно, кога се пусти само на вода, не треба да се има никаква физичка активност. Да. Да го поштедиме тогаш организмот. Дефинитивно, да. Најдобрен совет на интернет, па сакав да ве прашам дали вие тоа ми го препорачувате на вашите клиенти или пациенти, а тоа е некаде на средината на постот да се провери крвната слика. Да, може. Јас сум за еднаш месечно се проверува крвната слика, бидејќи ако се хранат правилно, значи крвната слика треба да биде комплетно добра. Значи, и ако имало покачени масти, значи треба да бидат доведени во ред. Меѓутоа, треба да се проверува крвната слика само заради гликозата, односно заради шеќерот и заради консумирање на преголема количина на јаглехидрати. И за самиот крај знаеме дека за постите не се препорачливи за бремените жени, за болните, но во која ситуација, во кој случај, при кои симптоми вие би им препорачале на луѓето да ги прекинат постите? Постите, да, малите деца, значи малите деца, бремени жени и оние кои што имаат навистина сериозни здравствени проблеми. Значи тие не би можеле. Тие воопшто не започнат. Не. Но што ако нешто почувствуваат луѓето во текот на постите, кога тоа знаат дека... Најбитно е да се пости духовно. Значи постењето може да биде и без телесно воздржување, туку само и духовно. Значи ако не можеме да го издржиме постот, можеме да постиме духовно. Пред се е духовно нашите мисли, значи добри дела, молитва и постењето го вклучува пред се духовно. Значи, ако не може да се издржи од X причини, можеби некои немаат здравствени проблеми, самото работно место не им дозволува да се пости, во тој случај не е грев, значи може духовно да се пости. Пред се треба да се изчистиме духовно и тоа е самата порака на сите постови, особено нели великденскиот. Марија, многу ви благодарам за ова ваше на гостување. Solzi sami kapat, prosti mi.
Само една има вистина, има една Македонија. Делете ја, парчете ја, па ќе биде наша најмила. Делете ја, парчете ја, па ќе биде наша најмила. Македонијо, ти си бисер балкански, сплоти пирине си, со бистри води варадарски. Расе горе сите! Македонци на глас запејте, Македон скоро играјте, па жива била Македонија. Мајка мила, спомнете ја, жива била Македонија. Ајде да чујам. Ти си бисер балкански, сплоти пирине си, со бистри води варадарски. Sploti pirine si, so bistri vodi varadarski. Саудиска Арабија ќе ја испрати првата жена астронаут на вселенска мисија кон крајот на оваа година, што е најнов потек на кралството во насока на подобрување на својот ултраконзервативен имидж. Рајана Барнави ќе му се придружи на саудиецот Али Ал-Карни во 10-дневната мисија до меѓународната вселенска станица, објави официјалната саудиска агенција за печат. Барнави и Ал-Карни ќе летаат до меѓународната вселенска станица со вселенското летало SpaceX Dragon како дел од мисијата на приватната вселенска компанија Axiom Space. Со нив ќе бидат и Пеги Витсон, поранешна астронаутка на НАСА, на која ова ќе и биде четвртиот лет, и Џон Шофнер, бизнисмен од Тенеси. Екипажот ќе биде лансиран од Вселенскиот центар Кенеди на НАСА во Флорида. Земјата богата со нафта, Саудиска Арабија, ќе ги следи стапките на соседните Обединети Арапски Емирати, кои во 2019 година станаа првата арапска земја што испрати свој граѓанин во Вселената. Заливските монархии се обидуваат преку мноштво проекти да ги диверзифицираат своите економии зависни од енергенси. Саудискиот лидер, престонаследникот Мохамед бин Салман, исто така се обидува да го подобри строгиот имидж на кралството со притисок за реформи. Откако тој дојде на власт во 2017 година, например, на жените им беше дозволено да возат и да патуваат во странство без машки придружник, а нивниот удел во работната сила е двојно повеќе зголемен од 2016 година. Се чини дека можностите за трајно приземените авиони се бескрајни.
Се што ви треба е замисла и малку креативност за нивно пренаменување. Додека дел од нив одат на рециклирање, дел се претвараат во ресторани, музеи и кафулиња и места за забава и опуштање. Па така, еден приватен авион е претворен во луксузна вила, сместена на врвот на Карпест предел близу плажата Нјанг во Индонезија, поточно на луксузниот остров Бали. Порано бил дел од сега веќе непостоечката флота на Mandela Airlines. Овој стар авион, Boeing 737, бил купен од инвеститорот Феликс Демин во 2021 година и пренесен до неговата сегашна локација. Со 2 спални соби и базен, вилата авион, која што се наоѓа на 150 метри надморска височина, е достапна и за изнајмување. Цените за ноќевање се над $7,000. Новиот собственик вели дека првично размислувал да купи приватен авион за лична употреба, но бргу видел потенцијал да го трансформира авионот во нешто на вистина посебно. Компанија со седиште во Канада планира да гради неколку ресорти во форма на месечина, а првиот е планиран за Дубај. Репликата на месечината висока 222 метри ќе ги содржи сите поволности кои се очекуваат од едно луксузно летувалиште. Проектот вреди $5 милиарди и би вклучувал искуства од типот на лунарна колонија и површина на месечината, наменети за популаризација на вселенскиот туризам на земјата. Како што велат основачите на компанијата Сандри Метјус и Майкл Хендерсон, кога ќе биде завршен, ресортот ќе може да прими до 10 милиони посетители годишно. Наречен Месечина, ресортот ќе нуди и содржини типични за такво место. Ќе има ноќен клуб, центар за настани до 5000 гости, спа велнес центар, джез пијано бар и повеќекатен салон базиран на вонземски летала. Големиот конгресен центар ќе биде наменет за привлекување изложувачи на полето на технологијата и вселената. Ресортот исто така ќе има и 144 луксузни единици за купување во склоп на програмата за приватни резиденции. Секоја вила од 185 квадратни метри доаѓа со доживотно членство и ексклузивни привилегии. Долгорочната цел е изградба на уште 4 одморалишта во форма на месечина во Северна Америка, Европа, Северна Африка и во Азија. И додека се финализираат плановите за ресортот во Дубај, од компанијата проценуваат дека изградбата ќе трае 5 години. Од Moon World Resort велат дека за прошетка по нивната површина на месечината ќе треба да се платат само $500. Конечно е објавена точната круна што Камила, кралицата придружничка, ќе ја носи на крунисувањето во мај. Камила, која ќе биде крунисана покрај нејзиниот сопруг, кралот Чарлс III, ќе ја носи круната на кралицата Мери, потврди Бакингемската палата. Круната е одстранета од изложбата во лондонската кула со цел да се направат модификации на неа пред крунисувањето на 6 мај, соопшти палатата. Одлуката на Камила да ја носи круната на кралицата Мери на крунисувањето со себе носи и контроверзии. Според палатата, ова ќе биде првпат во поновата историја една кралица да користи постоечка круна за крунисување наместо да направи нова. Круната на кралицата Мери има комплицирана историја поради видовите диаманти што првично ги содржала. Таа била создадена за крунисувањето на кралот Џорџ V во 1911 година, според трустот на кралската колекција. Поставена со 2200 диаманти, круната ја носеше неговата сопруга кралицата Мери. Диамантот Кохинур, например, бил ископан во Индија пред илјадници години и е еден од најголемите исечени диаманти во светот. Низ вековите, Индија, Пакистан, Иран и Авганистан ги повикувале британците да им ја предадат круната, но британската влада ги отфрлила молбите да го врати диамантот Кохинур. И дојде денот кој многумина долго го очекуваа со нетрпение. Денес ќе имате можност, поточно публиката на Алфа телевизија, ќе има можност премиерно да ја погледне првата епизода
од Бистра вода, првата крими серија снимена во Македонија секако во продукција на Алфа телевизија. Светската премиера беше во Синеплекс во средата. Серијата инаку само накусот да ве упатам има 18 епизоди во време трање од прилика од 1 час и ќе имате можност да гледате по една епизода неделно. Ајде да слушнеме што вели тимот на оваа серија за самата серија. Судбоносна приказна, сместена во сегашноста, а која влече корени од времето кога Македонија била под социјалистичкиот режим. Обвиена со мистерија, но инспирирана од вистински настани. Токму таква е новата македонска крими драма Бистра вода, која ќе остави траен белег на македонската кинематографија. Публиката што имаше прилика ексклузивно и премиерно да ја погледне светската премиера на првата епизода во Скопското кино Синеплекс со громогласен аплауз и пофални зборови за сработеното. Задоволството од своето најново дело не го крие ниту режисерот и главен сценарист Јани Бојаджи. Ние ово што го направивме е само потврда дека доколку се сака, може да се прават и големи достигнувања и тие достигнувања да бидат квалитетни како производ на крајот. Верувајте ми, секојаш кога се прави македонски производ, на чуден начин сите коцки се редат. Една по една, и организацијски, и како содржина на крајот, и како финанси. Уведен сум дека и овој проект на крајот, на својот чудесен начин, ќе се ги нареди сите коцки и секи се заврши така како треба. Продуцентот на серијата Дејан Милошевски вели дека било вистинско задоволство да се работи со искусните актери и покрај сите предизвици со кои се соочиле во меѓувреме. Без целиот тим не можевме да дојдеме денес на првата премиера и успехот ова што го направивме. Генерално сме задоволни заедно со Никола. Целиот проект му дадовме една нишка во која нема застанување. Мора да продолжиме и проектот да заврши. Така и успеав. Една од главните улоги во серијата ја толкува искусниот македонски актер Зоран Љутков, кој вели дека секоја епизода од Бистра вода му наликувала на долгометражен филм. Сметаот и гледачите на Алфа телевизија ќе добијат можност за вистинско филмско доживување. Бев изненаден од неколку млади актери кои што веројатно прв пат се појавуваат на филмското платно и очекувам дека после оваа серија ќе имаат блескава кариера. Режисерот Никола Поповски, кој ја имаше клучната улога на прв асистент на режија, вели дека целосно бил вложен во создавањето на серијата и оти изминатата година тој живеел со проектот 24 часа, 7 дена во неделата. Верувам дека ова е значаен момент. Алфа телевизија, платформата Кинемоја, како пресвртна точка после подолг период на хибернација продукцијска кај нас, да конечно тргне оваа работа и да престанеме да се ослонуваме на увозните продукти. Бистра вода е првата македонска серија после долго време. Актерската екипа брои повеќе од 70 актери, а се снимаше на повеќе од 50 локации, со современа и актуелна приказна која разработува бројни сегменти од општествениот, политичкиот и културниот живот во Македонија. Таа изобилува со карактери и настани кои вистински ја рефлектираат денешницата, но и нашето минато. ТВ премиерата на Бистра вода е денеска на фреквенцијата на Алфа телевизија, а за страстните влюбеници во филмот, таа ќе биде поставена и на новата платформа Кинемоја. На почетокот ние ќе имаме на вистина во првиот месец една промо претплата за 199 денари, значи ќе може да гледат цел месец, ќе може да се гледа првата полусезона на Бистра вода. Значи тие што ќе се претплатат на Кинемоја ќе можат најмалку 5 епизоди да гледаат однапред пред гледачите на телевизија. И тоа е можноста која ние ја нудиме. Покрај серијата Бистра вода, на платформата Кинемоја ќе има и други содржини, играни, документарни и шоу програми.
Тоа беше се од нас за денес, но само од утринската редакција следува Везилка и секако едно посетување да не заборавите дека денес е недела, денот кој што сите долго го очекувавме на првото премиерно издание на првата епизода од првата крими серија снимена во Македонија Бистра вода. Ви посакувам на сите убав ден.